In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. Али Баба му го однесе памперсот на едно од неговите разбойничиња на Косово. Беше вчера Али Баба у Приштина, памперсот нормално донација од Мицко. Мислам, ја посредуев, баш ке ви пуштам после моментот кога му се јавувам на Мицко за памперс, за овој нежнијев на Косово, ти тамо ни македонски памперс, нежен многу, како мајчина рака кој ќе ставиш, немаш никаквите гоби, не те жулја, не те гребе, само бусташ од дебело црево. И така, Али Баба беше у Приштина, му дадоа, викаат, клучот од градот, му го дале почесен граѓанин. Убаво тоа, Али Баба да ти биде почесен граѓанин, многу е за фалење. Само треба да провери дали од градот е клучов или од подрумов. Да не му дале може клуч по грешка од Идризово да не е, мислам, тоа треба да провери. Ако не е од Идризово, може да е од подрумов, пошто тешко бе, се знае на Косово сите клучеви у кого се. Од сите градови, од сите, мислам, американците се, у нив се сите клучеви, мислам, треба, тешко дека американци им го дале клучов од Приштина да му го дадат на Али Ахмети од градов, мислам, како се вика тој. Оти баш овие ги ставија едно од овие неговиве разбойничиња на црна листа, баш американци ви се глуп, на се за неверување дека они клучеви би му дале као почесен граѓанин пуше да го прават. А неговиве на црна листа стајани. Не, тоа изгледа, тоа. Уште еднаш да кажам, големи честитки за Министерството за внатрешни, за сите безбедносни структури кои што му помагаа веројатно со информации, за владата и за премиерот Мицковски, кој што сака сега нека каже ова што го почна нашиве, овој лов на сите сиви структури, еминенции, метастази, октоподи, што се сведува под едно име организиран криминал, затоа што очигледно сите тие имале и тоа какви конекции во највисоките ешалони на власта. Не знам само докаде ќе досегне, докаде досигнале тие пипси, до кои сегменти, но се надевам дека тоа и истрагите ќе покажат. Како и да е, можете што сакате да зборите, ова што се дрзна да го направи нашата полиција и власт е за секоја почит, затоа што во суштина е тоа еден многу опасен потек, затоа што со самиот влез во тие до вчера забранети за пристап секому тие групи, банди, како сакате наречете ги, самиот влез и обид да се растурат е опасно по живот. Мислам, тоа треба сите да сте свесни за таа работа. И токму затоа власта треба, која веќе влезе, да оди до крај. Не смее да остави никого на слобода од оние кои што биле дел од тие групи, банди, како сакате наречете ги. Или во превод, она што сега се случува во Македонија во моментов,
вие некој клон на она што се случуваше во Србија со акцијата Сабја по атентатот на Џинџич и она што се случуваше пред неколку години кога ја разбија групата на криминалната група на Велја Неволја. Мислам дека нешто слично се случува во Македонија и мислам дека размерите во кои што ќе се случува ова ќе бидат неспоредливи со било што до сега во Македонија што било превземено од тој тип. Затоа што влегувањето кај одредени обидот да се разбијат одредени наркокартели кои што беа исклучително моćни, ќе се дрзнам да кажам финансиски можеби помоćни од државава, не е заебанција. Затоа што токму тие се поврзани со многу други структури во регионална смисла, така што на таквите структури не би им било проблем да нарачаат било што и да направат штета било кому доколку тоа реша да го направат. Токму затоа тоа е мотив повеќе нашето Министерство за внатрешни власта да не отстапуваат сега и да одат до крај. На крајот на криштото од тоа ќе зависи и нивната безбедност, како и безбедноста можеби на сите оние кои што живееме во Македонија. Интересно е што ово обвинение што го извадија против Нежнијов излегува дека е страшно интересно, затоа што многу други луѓе изгледа биле вмешани во неговите далавери или во далаверите кои што ги правил со својата екипа. И многу е важно тука да се расчистат исто работите до крај и да видиме еден добар групен секс оддамна како што немаме видено. А они пак нека се закануваат со војни, тие од кај Али Баба што се. Само можам една работа да им кажам. Може би Али Баба отиде во Приштина токму и да бара поддршка за едно такво сценарио, во кое што би се дестабилизирала Македонија. Се знае каде да отиде тамо, кај другарчето Мурти. Али мислам дека и покрај сета ароганција што имаат двајцата во моментов, а Мурти е познат по неговата ароганција од поодамна, мислам дека малце треба да седнат и да размислат со ладна глава од ова едноставна причина. На Вучич малку многу му се нишка фотелјата у Србија. Тоест на неговите што се на власт. Како, зошто не навлегуваме во тоа? Но сакам друго да кажам. Значи малку не му е пријатно да седи додека седи на власт таму. Почна да му го загреваат столчето, тоест фотелјата од оздола. Не е пријатно тоа како да седиш на рингла вклучена. Може да стане, не е уште, но може да стане. Така да во тој случај, таквите ликови како Вучич, со целиот оној нарцисоиден багаж што го влечат со себе годините поминати на власт, можноста дека ако падне од власт може да одговара за некои ствари, лесно можат со радост да ја пречекаат вашата одлука, господине Али Баба и господине Мурти, да направите безбедносна дестабилизација на Македонија. Не заради Македонија,
ќе ви се израдува. Ќе ви се израдува ради себе. Оти вие отворите ли проблем во Македонија, воен, ќе ви влезе Вучич со цело ново вооружување што го има. Ни НАТО ќе ве спаси, ни никој. И србите ќе бидат спремни тогаш да расчистат некои сметки со ваши имаат нерасчистено. Ради тоа што некој трет им влезе и им се помочи у супата. Тоа добре, дојде ќе му биде на Вучич едно такво сценарио ваше, за да си прогласи можеби воена состојба и да си остане на власт уште долги години, се додека не ги ја забошати цела документација тамо што го товари за нешто или не го товари, се додека не се ослободи можеби од некој што би можеле да изедат говна за него и за неговото владење, така да ќе му дојдете супер ко кец на десетка со една одлука да дестабилизирате Македонија. Може и треба да пробате, не знам. Така ми изгледа како, поготово овој Али Баба изгледа како стварно да сака да проба да ја дестабилизира. Тоа му доаѓа од тоа, од тамо што тој едноставно уште е заглавен во романтиките на неговата 2001 година, кога од една анонимност излезе конечно и влезе во легендите. Така што нашиве само треба будно да ги отворат очите, работата што ја почнале да ја завршат и подобро од до коска, ако може така да се изразам. Значи и отаде коската да ја решат. Тоа е многу важно, оти кога влагаш да чистиш говна, чистиш до крај. Немаш да оставиш едно, ти пак ја почне да смрди. Кога тогаш? Да ја завршат таа работа до крај и да отворат очи за ова другово, да не биде како во 2001, кога неспремно, буквално неспремно, го ја дочекавме војната и она што не се случи. Сега, зошто ја дочекавме неспремно? Зошто ја дочекавме со гол газ, невооружени, па допрва се вооружувавме? Затоа, веројатно, еден ден треба да се отвори таква истрага, што не верувам, затоа што за не тоа никој не ни зборува, кој тоа тогаш ја минираше Македонија, да не предвиди, да не ги осуети намерите на Учака и на незините помагачи овде и да дозволи да влезат со оружје, со воена сила, да ја дестабилизираат Македонија и после практично да ја добијат на тацна преку мировниот договор во Охрид. Тоа е тоа. Имајте убав ден. А на нашиве кои што ја тераат целава работа, ова чистка, така да кажам, со криминално-политичкото подземје во Македонија, им посакувам секоја среќа и мирно море. Ой, non, колко съм се изнервирал. Сум го дигал мобилен, звонам у калето одма. Викам амбасадорката, давај ми го на телефон. Тој американецот вика, кој го бара? Викам, Али го бара. А, не може, она сега збори со Али. Како бе, викам, збори со Али, кога јас сум Али? Така вика, сега збори со Али, или скратено од Алијанса. Исто ти е, не можам да ти го давам, или да не те лажам тебе, my friend. Не е тука за тебе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мандати. Ој, нервозата чија, викам да идеме пак у шума. Ама цела шума го исекавме на диво, нема сенка, че изгориме у сонце. А баш кај шума нема банкомат, пицерија, нема женски. Мора да се маскираме, да правиме нешто.
i odmah sam se javila u partija. Vikam da se pušta na site članovi simpatizeri SMS. Citiram: drugovi, došlo je vreme čorke. U čorku će da se ide, kako u čajđilnica što se ide. Vaš odsakani lider, Aleksandar Antić. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a like and no line, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.